Добро вечер, вести во 18 часот во нив ќе гледате. Ново формирана фирма со 20 вработени добила тендери вредни 9 милиони евра, објави СДСМ. Ако ова не е класична шема за испумпување на парите на граѓаните преку фирми блиски до власта, тогаш што е? Тендерот е транспарентен, а СДСМ шири лаги и конструкции, одговори ВМРО ДПМН. Бродот на Дуи го напушти и пратеникот Илир Демири, ке делува како независен пратеник. Немало лекарска грешка во случајот со 37-годишната Елена Ѓоргиевска, која почина по 2 операции на дигестивна хирургија, утврдила лекарската комисија. Во Шведска вака не ги умираат луѓето. Како во Македонија, не ги оставаат на практикани, значи оставаат на доктори. Успешна американска премиера на Силјан на Котевска. Документарецот граби кон номинација за Оскар. Советот на Европската Унија на самитот во декември уште еднаш ќе повика Македонија да ја исполни обврската и да ги направи уставните измени со цел да продолжи со преговарачкиот процес, покажуваат нацрт заклучоците за проширувањето, во кој увид имале новинарите на Радио Слободна Европа. Во документот се предвидува и укинување на роамингот за Украина и Молдавија од 1 јануари 2026, додека за земјите од Западен Балкан, вклучително и за Македонија, тоа да се случи во текот на годината. Деталите ги има Афродита Рамос. Македонија уште еднаш ќе биде повикана да ги направи уставните измени за да може да продолжи со преговарачкиот процес. Штом го направи тоа, Советот на Европската Унија е подготвен да свика меѓувладина конференција, а потоа и да го отвори првиот преговарачки кластер. Радио Слободна Европа објави увид во нацрт заклучоците на Советот на ЕУ за проширувањето, кои се очекува да бидат усвоени на 16 декември во Брисел. Советот нотира дека Македонија се уште не ги завршила уставните измени на кои се обврзала. Советот ја потврдува својата подготвеност да свика уште една меѓувладина конференција без понатамошни одложувања и дополнителни политички одлуки, што Македонија ја спроведе оваа обврска во согласност со своите внатрешни процедури. Се забележува во нацрт заклучокот. За аналитичарот Петар Арсовски, формулацијата на овој заклучок треба да ја увери владата дека усвојувањето на уставните измени директно носи кон втората меѓувладина конференција, без дополнителни чекори, зашто и соседна Бугарија е свесна. Тој вординг укажува на тоа дека нема да има меѓучекори помеѓу усвојувањето на уставните измени и закажувањето на втората меѓувладина конференција. Можеби бидејќи уставните измени во меѓувреме стана жешка политичка тема, можеби чувствува Советот дека е потребно да се реафирмира таа позиција и дека нема да има меѓучекор, дека усвојувањето на уставните измени директно без дополнително гласање или потврдување носи до втората меѓувладина конференција. Тоа е можеби повеќе политички подстрек дома да не се користат изговори како дополнителни услови. Освен уставните измени, според нацрт заклучоците, Советот ќе укаже на Македонија дека мора брзо да ги спроведува реформите, првенствено во областа на владење на правото и борбата со корупцијата. Ова е суштинска порака за владата, бидејќи само уставни измени нема да не ги започнат преговорите. Реформите се клучни и се всушност вториот услов, оценува Арсовски. Имајќи предвид дека ние немаме напредок по правосудството и владењето на правото, ова е суклен начин да се каже дека веднаш штом ќе има некаков напредок по тоа прашање, подготвени се да го отворат кластерот Fundamentals. Мислам дека тоа треба да се чита како порака дека не смеат реформите да застанат затоа што уставните измени не се спроведуваат. За нас е најдобро ние да сме што е можно поподготвени. За жал, во заклучоците, ова не го читам така. Ова го читам како дека сега веќе и уставните измени се еден критериум, но и недостатокот на реформи се втори критериум. Во документот со овие нацрт заклучоци кои се предлагаат, се посочува укинување на роамингот за Украина и Молдавија од 1 јануари 2026, додека пак за земјите од Западен Балкан се нагласува дека треба да го добијат истото во текот на 2026. Дел од пензионерите утре на протест пред Уставе. Мемов уверува дека старосната граница и придонесите нема да се менуваат. Тие мерки не се составен дел од фискалната стратегија на владата 25-29 година. Преку
Преку криминални шеми и тендери, власта испумпува милиони евра од буџетот. Обвинуваат од СДСМ. На денешната прва од најавените серија пресконференција, генералниот секретар на партијата Александар Саша Димитриевиќ објави дека фирмата Digital One, формирана во август лани со 20 вработени, од мај годинава до сега добила 6 тендери, вредни скоро 9 милиони евра, од кои 4 преку генералниот секретаријат на владата. Фирма без историја, без искуство, без портфолио, регистрирана за трговија со информатичка и комуникацијска опрема, добива речиси 9 милиони евра за само 6 месеци. Основана е од извесен Кристијан Арсовски и има само 20 вработени. Последниот договор е рамковна спогодба за софтверски лиценци за виртуелна платформа во вредност од 8 милиони евра. Како е можно за толку кратко време фирма со 20 вработени да добие речиси 9 милиони евра? Ако ова не е класична шема за испумпување на парите на граѓаните преку фирми блиски до власта, тогаш што е? И секако, едно од прашањата е дали Кристијан е во роднински врски со поранешниот портпарол на ДПМН Димче Арсовски. Наводите на СДСМ се лаги и конструкции за редовна набавка спроведена на транспарентен начин, одговорија од ВМРО ДПМН. Договорот за кој зборуваат со фирмата Digital One или постапката за оваа јавна набавка е направена под исти услови, под кои правела и владата на СДС. Дополнително да им објасниме дека за договорите за набавка на сервери, наместо да се плаќа хост на приватни правни лица, сега за прв пат поседува сервери на кои самостојно се хостираат владините апликации. Третиот споменат договор исто така е склучен во транспарентен процес и набавени се компјутери по најниска понудена цена. СДС тонат со сопствените лаги, а ВМРО ДПМН покажува дека се грижи за домакинско користење на народните пари. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН. На пресконференцијата реагираше и поранишниот портпарол на ВМРО ДПМН Димче Арсовски, кој беше споменат како роднина на сопственикот на фирмата. Ниту го познавам човекот кој е сопственик на фирмата, ниту сум го сретнал, ниту знам како изгледа, ниту ми е роднина по било која основа. Единствено што е исто е презимето. Немам никаква врска со никаков тендер, ниту пак сум имал било каква врска со државни тендери, напиша Арсовски на Фејсбук и побара јавно извинување, но од СДСМ одговорија дека немаат таква намера. А ВМРО ДПМН пак на пресконференција обвини дека стоковите резерви за кои обвинителството отвори случај се празнеле со одобрување на Заев, Филипче и Николовски. 2000 тони јачмени пченица во државна вредност од 800.000 евра биле отпишани од залихите по насока на истото трио, додека на граѓаните им велеа се е под контрола. За да не се примети кусокот од 2000 тони јачмени пченица, тие веднаш потоа прават 2 тендери со една соседна држава за 20.000 тони пченица и јачмен за да ги пополнат дупките во залихите. Европскиот фронт, но и партијата на села продолжуваат да се ситнат. Пратеникот Илир Демири синоќа го известил претседателот на Собранието Африм Гаши дека во иднина ќе продолжи да делува како независен пратеник. За причините денеска не сакаше да говори, а коментар нема ниту села. Повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Пратеникот Илир Демири повеќе нема да делува во рамки на досегашната коалициска структура, туку ќе функционира како независен пратеник. За неговата одлука бил официјално информиран претседателот на Собранието Африм Гаши, соопштуваат од неговиот кабинет. Со тоа, Европскиот фронт губи уште еден пратеник, што дополнително ја минува рамнотежата во парламентарното мнозинство. Демири остана недостапен за коментар за причините околу напуштањето на коалицијата, а ниту Зијадин Села не сакаше да каже што ќе значи за Европскиот фронт напуштањето на Демири. Според политичкиот аналитичар Љулзим Фаризи, последните случувања во парламентот се одраз на резултатите од локалните избори. После локалните избори од 2025 година
се очекуваше дека Алијансата за албанците, преводено од страна на Зелен Седа, ќе излегува од таа коалиција, но имајќи предвид дека и пред да излезе Илир Демири, односно пратеникот во собранието, предходно излезе и Кренар Лога. После неговото излегување се знаеше дека и одредени други функционери кои се во таа политичка партија ќе излегуваат таму, од причина што секоја политичка партија која коалиционирала со ДУИ секогаш или ќе се уништила, или истите немала да бидат веќе фактор во нашата држава. Фаризи смета дека заминувањето на Демири од Европскиот фронт, коалиција предводена од ДУИ, е вистински момент да се отвори расправата за избор на нов лидер или барем за сериозна кадровска трансформација. Имајќи предвид дека ДУИ го има и Конгресот најавен за избор или реизбор на председателот на партијата, и одредени луѓе треба да се сменат таму, односно тоа реорганизација нивна како политичка партија, и очекувам дека одредени луѓе кои се здружиле со ДУИ, јас мислам дека ќе преминат во таа политичка партија, а дел ќе преминат во делот на политичките партии за власт. Но може да се каже дека политичките партии во опозицијата се тотално дезориентирани и немаат визија како да продолжат понатаму. Демири, кој беше министер за здравство лани од февруари до мај, влезе во парламентот како представник на Алијансата за албанците од крилото на Зијадин Села, избран во 6-та изборна единица. Промената доаѓа по најавата на Села дека ја прекинува соработката со ДУИ. Предходно, уште пред изборите, Европскиот фронт го напушти и Мендух Тачи од ДПА. Комисијата, формирана од министерот Азир Алиу, не утврди пропусти во вршење на стручната работа на лекарите во случајот со 37-годишната Елена Ѓоргиевска, која почина по направени 2 операции на дигестивна хирургија, истиот ден кога била и испишана од болница. Семејството на починатата сепак останува уверено дека има недостатоци и негрижа во третманот и чекаат одлука од клиниката за дигестивна хирургија, која исто така со комисија врши стручен надзор за случајот. За ова Сања Трајковска, Ставров. Нема лекарска грешка во случајот со 37-годишната Елена Ѓоргиевска, која почина дома по направени 2 операции на дигестивна хирургија пред 1 месец, на истиот ден кога била пуштена од болница, стои во извештајот на стручната комисија која ја формираше министерот Азир Алиу. Во него пишува дека пациентката се лекувала од кронова болест уште од 2013 година и имала комплицирана форма на умерена и тешка состојба, па третманот од страна на лекарите како конзервативно, така и оперативно бил соодветно спроведен, согласно најновите медицински протоколи, велат за Канал 5 од Министерството за здравство. Заради компликација од кронова болест, пациентката била примена за болничко лекување на клиниката за дигестивна хирургија, каде бил извршен оперативен зафат. Кроновата болест носи 2 пати поголем ризик од појава на тромбоза на крвните садови во споредба со здрави индивидуи, која може да доведе до нарушување на циркулацијата во засегнатиот анатомски сегмент со сите последици кои ги носи, вклучително и перфорација на црево и белодробна емболија. Семејството на починатата Елена не е изненадено од исходот на последниот извештај и остануваат на ставот дека нивната блиска, која инаку била мајка на 2 мали дечиња, починала од лекарска грешка при првата операција и лекарска негрижа во постоперативниот период. Тие сметаат дека најголем пропуст е тоа што хирургот што ја оперирал не му ја препуштил пациентката на друг свој колега специјалист хирург. Како што во наводници тој нас ни кажа дека по шведски систем го сработил првиот момент, зборуваме за операцијата, значи во Шведска вака не ги умираат луѓето. Како во Македонија, не ги оставаат на практикани, значи оставаат на доктори. Очекувам дека директорот Костовски и шефот на оделот, познавајќи ги пропустите од доктор Јота, дека ќе направат нешто кое што нема да се повторуваат вакви грешки, да се губат млади животи, и дека тој човек мислам дека не треба повеќе да влезе во сала. Директорот на дигестивна хирургија доктор Огнен Кустовски за Канал 5 вели дека очекува интерната комисија при клиниката да си ја заврши работата, пошто ќе има извештај по кој ќе може да постапи доколку се утврдат недостатоци.
Интерната комисија што е формирана, ако има задача да констатира евентуални дисциплински постапки за случајот, има законски рок од 60 дена да си ја заврши работата и следствено ќе мора да изготви сопствен извештај, настрана од оние на Министерството и ДСЗ, иако и нив ќе ги има на увид. Комисијата со која раководи доктор Реджеп Селмани се уште постапува. Инаку за овој случај постапуваше и Државниот санитарен инспекторат, кој исто така во медицинската евиденција не најде недостатоци и пропусти од својата надлежност. Пензионерите што се залагаат за линеарното покачување на пензиите утре ќе протестираат пред Уставниот суд, а овој модел како најдобар за усогласување со животниот стандард го брани и директорот на фондот за ПИОМ Никола Мемов. Тој уште еднаш уверува дека и покрај дупката од 1 милиарда евра во буџетот на фондот, владата ја гарантира нивната редовна исплата секој први во месецот, а уверува и дека не се размислува за зголемување на старосната граница за пензионирање. Линеарното зголемување на пензиите е исправно од причина што трошоците се зголемени за сите подеднакво, смета директорот на фондот на ПИОМ Никола Мемов. Тој во интервју за Радио Слободна Европа кажа дека веќе има поднесено 2 иницијативи до Уставен суд за решавање на ова прашање. Но според него ваквото зголемување на пензиите е со цел да се усогласи животниот стандард. Треба да се истакне и граѓаните треба да знаат дека ова усогласување се прави заради намалување на животните трошоци, односно усогласување на животните трошоци и животниот стандард со покачувањето на ценовните шокови практично во општеството и заради зголемување на платите во општиот сектор. Зголемувањето на пензиите значи зголемување на животниот стандард на пензионери. Првиот човек на ПИОМ уверува дека во иднина нема да има зголемување на старосната граница и покрај барањето на меѓународните финансиски институции. Во однос на финансиската состојба на фондот, Мемов кажа дека истата е стабилна и пензиите ќе се исплаќаат редовно, а за тоа владата има предвидено трансфер од 1 милиарда евра кон фондот на ПИОМ. Владата се изјасни по основ на ова прашање и по основ на предлогот од Фискалниот совет минатата година дека не го прифаќа тој модел на покачување на старосната граница и зголемување на стапката на придонес за 0,6% во наредните неколку години. И тие мерки не се составен дел од фискалната стратегија на владата 25-29 година. Дали ќе остане линеарното покачување на пензиите и во март следната година, кога е предвидено сите да добијат дополнителни 1000 денари, ќе се знае по одлуката на Уставен суд кој поведе постапка. Поради тоа, утре во 11 часот пред судот протест најавија од иницијативата на пензионери, што се залагаа за линеарно зголемување на пензиите со цел, како што посочија, да го изразат својот револт и меѓу другото да упатат порака, дека мора да се најде решение за пензионерите со најниски примања, бидејќи се жалат дека секој месец едва и врзуваат крај со крај. Наставниците се вистински магионичари не само во однос на знаењето што го пренесуваат, туку и во обликувањето на карактерот и развојот на децата во целина, но за да успеат неопходна е поддршка и соработка со семејствата и заедницата. Ова беше истакнато на денешната панел дискусија Магијата на создавање храбри, мислечки и сочувствителни личности, која се одржа во Струмица во рамки на националната кампања Магијата е во знаењето на Министерството за образование и наука, посветена на препознавање и поддршка на наставничката професија како движечка сила на општествениот напредок. Најсилната алка во образовниот систем е исклучиво наставникот. Не дека родителите немаат значајна и голема улога. Имаат. Меѓутоа, она што родителите ќе го пропуштат, училиштето треба да го надокнади. И тука е тежината на наставничката професија, затоа што понекогаш доаѓаат во колизија ставовите од семејството со ставовите на општеството, односно со ставовите на училиштето. Кога се обидуваме да им кажеме на децата дека читањето е процес кој што започнува од најмала возраст и дека тоа ќе им го збогати речникот, дека тие ќе зборуваат поубаво и така натаму, ние тоа како теорија и како дефиниција им го кажуваме. Меѓутоа, веднаш ја правиме од старт родителската и наставничката грешка, кога детето ќе ја земе лектирата да ја чита, например треба да чита, Грдото пајче во второ, во трето одделение, и додека тоа чита, јас седам на мојот мобилен телефон и сум на социјалните мрежи.
Детето мене никогаш не ме видело со книга в раце, а јас барам од него тоа да го прави. Јас ги оправдувам и наставничките. Наставничките колку и да сакат да градат нели храброст кај децата, да им велат дека се тие тука за нив. Да се сведуваат на ниво, да се спуштат на ниво на кое што децата сакаат да го слушнат тоа ниво, затоа што веруете, вие не можете да очекувате класичен рол модел на наставник. Нели? Да. Костумче, штикли, застанала, ајде сега ние нешто тука ќе правиме. Не те перцепира така. Леле, простете, морам да се вмешам. Може би не треба костумче, штикли и брошче? Тука јас се пронедов себе си, ама не треба и бели келанки и црни танки. Ви се молам, така е. Ги завршуваме тука вестите, имајте убава вечер.